Аквапаркот, Лесново, Злетовска река се само дел од туристичките потенцијали кои Пробиштип може, но не ги користи доволно. Туристичкиот потенцијал на општината се сведува само на дневни екскурзии, кои не се доволни за вистински туризам, сметаат експертите. Според нив, потребен е поголем ангажман и соодветна туристичка понуда. Неопходно е поврзување, значи не оној стационарен туризам не е својствен за овој регион, него динамичен, каде што во текот на еден или на 2 дена ќе се посетат барем 3, 4, 5 интересни места, а воедно значи ќе се оствари ноќевање, воедно значи дополнителни одредени активности во тој период, со што рековме, значи дополнителни средства и ќе останат на. Сепак, ова нема кој да го направи, зашто Пробиштип има банален, но реален проблем. Немаме локална туристичка агенција, која што туристичка агенција ќе ги промовира нашите капацитети. И затоа сега се соочуваме со еден проблем, зашто туристите доаѓаат во Пробиштип, ги гледаат убавините и заминуваат на некое друго место. Освен туристичките работници, промоцијата на туристичките капацитети е работа и на општината. Целосна вклученост на општините е потребна за да се добие еден квалитетен документ кој што на вистина во иднина ќе може да се спроведува и ќе биде реалистичен. Значи нема да биде една листа на желби и активности кои што би требало да се реализираат во иднина, туку едноставно ќе се заснова на реални активности кои што општините имаат капацитет да го спроведат. Дел од заедничкиот ангажман на општината и приватниот сектор во Пробиштип се неколку организирани фестивали, манифестации и промоции, во тек изработка на туристички водич, а наскоро ќе се отвори туристичко информативно биро. Колку ова ќе биде доволно за развој на туризмот во Пробиштип е прашање, но без работа и ангажман нема ниту туризам и пари.